Добро вечер. Недела 22 часот, време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефто, почитувани гледачи, а вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 80 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Кога ќе видите вака купче материјали пред мене, тоа значи дека следува едно одлично, тврдо интервју. После станувањето на Анте Пркачин, повторено тврдо интервју, меѓутоа сосема различно интервју. Интервју каде што говориме за суштинските работи кои се случија во Република Македонија и ќе се случат во наредниот период. Многу битни работи за Република Македонија. Интервју со Александар Генчов, идеологот на промените во Република Македонија. Човекот кој прв рече дека ВМРО-ДПМН не треба политички да се конфронтира со СДСМ, туку тоа треба да го направи со ДУИ. ВМРО-ДПМН прифати таа стратегија и резултатот на изборите 24 април и 8 мај е таков како што сите го знаете. 80 минути интервју со Александар Генчов, човек кој е успешен бизнисмен, човек кој беше дел на разузнавачките структури во Република Македонија, идеолог на целиот овој процес, човек со блиски релации со Гордана Селјановска-Давкова. 80 минути, останете со нас, нема да зажалите. Добро вечер за Александар Генчов. Добро вечер. Кога бевте последен пат во емисијата во Центар? Па не знам колку поминаа, дали 5, дали 6, дали 7 години. Не можам да се сетам. Некаде бевте пред короната, ако не се лажам. Да, пред короната, неколку пати бев и морам да кажам дека тие гостувања ми оставија длабок печат, не толку по имплементацијата во условно кажано политичкиот аналитичкиот дел, туку поради сериозноста со која што вие пристапивте на неколку теми, ако се сеќавате, отворивме неколку сензибилни теми. Господин Генчов, минатата недела беше Анте Пркачин. Да. И стана од интервјуто. Немојте за есенова да зборите, немојте ништо да кажувате и нема да станете од интервјуто, така да тоа е веројатно единствен начин како не може да добро, јас сум скромен по природа, меѓутоа знам да одговорам секогаш да го одбранам својот став, така не ве познав, да ви кажам право. Не ве познав. Кога бевте последен пат во емисијата во Центар, тоа е ова фотографија, така? Да. Ете, вие не се препознавате. Тука сега Ферари, па Набилдан, па Брада. Значи не можам да ве познам. Го познавате ли? Да, во ред. Што се случи, господин Генчо, ја не може да ве познам, да ви кажам право. Зашо се спремате вие? Па, не се спремам. Вие сте политички аналитичар, вие сте бизнисмен, Брада сте пуштали тука, личите на овие ММА борци од да ќе стану чечења. Добро, имам еден клуб, го поддржувам во Битола и со ММА веќе. Како Хабиб Нурмагомедов, заврши. Како Рамзан Кадиров, да речеме, како некоја политичка варијанта таму од чечење. Што се подготвувате, господин Генчев? Па, искрено да ви кажам, има прашања, што ме прашуваат за што се подготвувам. Морам или да ги разучарам или да не ги разучарам. Билдате, па финансирате ММА клуб, па финансирате борички вештини, овие некои бригадници, спортисти и така натаму. Вие не дај Боже кој да се подготвувате за војна во Македонија, не да се подготвувате за некој преспански, некој француски предлог, некој рамковен договор. Миротворец сум по Сигурен сте дека сте миротворец? Сигурен 10.000%, сигурен сум 10.000% и поборник на евроатланската идеја, еден од првите основачи. Ја имав дилема како да ве престам, морам да признам, и сако видов вака на Билдан со Брада, значи сите некои варијанти како да ве престам падна во вода и всушност ја не знам како да ве престам. Кој? Александар Генчов. Идеолог на промените во Македонија, идеолог на ослободувањето од албанска окупација на Македонија. Може ли така да ве? Не би можело, не би се согласил. Така ви честита на социјалните мрежи, така ви честита на Фејсбук, дека вие сте смениле шаховската игра и дека вие сте всушност главниот идеолог на тоа што се случи на 24 април и 8 мај во Република Македонија. Па, не би се согласил дека сум главниот идеолог. Лажно скромен сте или не се согласувате? Не сум лажно скромен, меѓутоа морам да признам дека бев еден од ретките, односно можеби првиот кој што предпостави дека една од причините која што вие кажувате сега колку е ова на шега, колку е ова на вистина, кај вас никогаш не се знае како еден врвен новинар. Но еден од тие кои што прв предпостави дека главниот судир на македонската политичка сцена нема да биде помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ, туку ќе биде помеѓу ВМРО-ДПМН и ДУИ,
без лажна скромност кажете вие. Јас, да. Можеме ли за тоа да разговараме? Можеме да разговараме. Тука сите ваши Facebook статуси кои се клучни во изминатите 6 месеци. Добре. Можеме да изваме. Претходна е една фотографија ова 2019 за таа подосна. Добре. Ке ве прашам, билдер сте да не вежбате заедно бодибилдинг со Христијан Мицкоски, тој е билдер? Не. Дури во време на короната и тој беше нели фатен како вежба бодибилдинг, па после испадна дека некој оција и тоа не биле ракавици така на. Сте вежбале заедно со Мицкоски? Не. Се познавате со Мицкоски? Многу малку од видувања на неколку. Сте имале некои размени на идеолошки ставови? Не. Одредени позиции, бидејќи многу ми навела дека Мицкоски сушно се презал вашата идеологија, дека на овие избори 24 април и 8 мај ВМРО ДПМН не треба да се во наводници конфронтира политички или главниот политички противник да биде СДСМ, дека требал да биде ДУИ. Да. Сега вака, кога веќе го кажувате ова, значи немал потреба Мицкоски да превземе од мене, бидејќи немам ниту една партиска функција. Колку средби сте имале со Мицкоски? Таму не сум имал средби. Не сум имал средби, сигурно може да верувате. Со Гордана Селјановска колку средби сте имале? Со Гордана Селјановска сме се сретнале неколку пати, тоа било речиси приватно. Каде сте се среќавале со Гордана Селјановска? Дружење на разни места. Не, многу мал број на средби биле тоа. Не биле средби кои што може да имаат политичко сигнификантно значење, меѓутоа сега малку само бидејќи ме прашавте, сега говориме за Гордана Селјановска, ќе вратаме на Мицкоски. Колку средби сте имале со Гордана Селјановска? Неколку, 2 или 3. Сте вежбале ли јога со Гордана Селјановска? Па сме зборувале, меѓутоа не за... Ај, тука да ги скратиме луѓето други. Овде вие вежбате јога, така? Тоа на вашиот Facebook статус објавено, на вашиот Facebook профил. Добре. И Гордана Селјановска вежба јога, нели? Ланската, односно претходната кампања 2019 година. Добре, да се вратиме. Не, се вратиме. Гордана Селјановска вежбаше јога. Вежбате јога со Гордана Селјановска? Не вежбаме сега, не знам како да ви го објаснам тоа, дека не вежбаме. Сте имале средба со Гордана Селјановска 25 октомври 2019 година. Добре. Ова е таа фотографија, така? Исто објавена на Facebook. Како вели, концерт на грчка филмска музика во рамки на деновите на грчка музика и култура заедно со незината екселенција амбасадорот, односно Јонан Какис, амбасадорката незината екселенција во Косово, Хрисула Аферис. Неговата сопруга, да. Неговата. И тука е Василка Треневска и почитуваната професорка Гордана Селјановска. Ова вие го пишувате. Да. Василка Треневска е амбасадорка во Виена 27 април, кога Никола Груевски се наоѓа 27 април 2017 година во Виена, кога се случат немилите настани во македонскиот парламент. Таа е Василка Треневска Поповска, така? Да. Не ја познавам, да. Каде ќе оди сега Василка Треневска после побојата? Тоа не знам каде ќе оди. Ќе биде амбасадор во Вашингтон? Имам слушнато неколку и да биде, би била добар амбасадор во Вашингтон. Се познавате добро со Василка Треневска? Реално гледано, за разлика од овие што ги кажувате, да се познавам. Еве, тука сте повторно со Василка Треневска. На економски форум во Виена, така? Да, на Виена економик форум со Василка Треневска. Тоа е таа групација, нели? Тоа сега една од многу влијателните групации во ВМРО ДПМН. Па да, таа е во ВМРО ДПМН, има високо дипломатско искуство, влијание во ВМРО ДПМН. Јас имам своји меѓународни контакти, лични контакти, сепак сум бил основач на Атлантскиот совет на Македонија. Значи со Гордана Селјановска сум бил на Женева центар на безбедносна политика, представник на релативно каде што биле сите амбасадори, сум бил на Harvard International Visitor Leadership програм. Значи со Гордана Селјановска се среќавале и главната средба со која имате фотографија 2019 година, таа ги губи. Председателските избори 6 месеци претходно, имате средба кај грчката амбасадорка во Република и грчката амбасадорка во Косово. Не, морам да ве поправам со сиот респект на новинарската професија што ја обавувате. Тоа не е кај грчката амбасадорка, тоа е во рамките на грчката филхармонија, грчката филхармонија сме седнале затоа што бев во присуство. Така е, не е канцеларија, тоа е во грчката, во филхармонијата каде што се одржуваше тој концерт и нормално дипломатски и културно да ја пречекаат бивша амбасадорка, кандидатка за председателка. И како се најавте вие во тоа друштво, толку сте невлијателни во ВМРО, немате комуникација со ВМРО, а се наоѓате во едно вакво друштво, кај што Василка Поповска Треневска најверојатно ќе оди за амбасадор
во И Соединетите добро, американски да оди, држави. ако оди, ќе биде добро за државата. Кај неа е Никола Груевски, 27 април 2017 година. Вие тука сте на Виенски економски форум, повторно со неа. Тука сте со Гордана Селјановска. Со Курти имам една слика и Имате со Курти? Да. Па добро, тоа е чисто онако колку трагата да ја заскриете. Не, какви Тоа е чисто трагата колку да ја сокриете трагата. Имате одредена проценка како ќе се однесат или како ќе се развиват односите помеѓу Гордана Селјановска и Христијан Мицкоски. Таа проценка ја правите на 11 мај. Значи 2 дена после, односно 3 дена после председателските избори, вториот круг, парламентарните избори, кога Гордана Селјановска веќе избрана за председател на Република Македонија. Може ли да ја прочитам таа проценка? Па и да не може ќе ја прочитате, така да. Гордана за моја прогноза, велите. Гордана за многу кратко, значи 3 пати многу кратко време, ќе биде втората Арсовска и Бетер. Ќе биде најголем борец за албанските права. Под број 2. Мицковски за жал нема да издржи, за жал полека, и ова 3 пати напишано, ќе почне да вика дека Али уствари не е така лош, ама демек заблудене, демек тие околу него не чинат, па после ќе рече, оке, еве добивме гаранција дека Дуј ќе биде за унитарна Македонија. Тоа е ваша прогноза. Дали така ќе се одвиват политичките разврски во Република Македонија? Па добро, јас сметам дека ова треба да го објаснам. Слободно објасните. Сметам дека треба да го објаснам затоа што сметам дека центарот на делувањето кога се анализира улогата на Дуј во нашето општество е сместено во, условно речено, криминалниот дел, и дека не е сместено во оној дел кој што Дуј го остави на македонската политичка сцена. Дуј на македонската политичка сцена е представник на исклучително национална идеологија. Значи, исклучително национална идеологија. И тоа што го кажавте за судирот помеѓу зошто се префрли од судирот ВМРО ДПМНЕ СДСМ кон ВМРО ДПМНЕ Дуј, носи корен во ставовите на нивниот председател. Али Ахмети, кој што за разлика од други, јас сум бил заинтересиран, сум го следел секој негов збор, и следејќи го секој негов збор, јас одеднаш доаѓам до сознание каде што вели господинот Али Ахмети: јас не се борам против села, не се борам против гаши, не можам сега точно да се сетам кого све реди во таа, условно кажана, албанска опозиција, мојот противник е ВМРО ДПМНЕ. Вие не можете, јас сега многу тешко е со вас како вокабуларно многу моќен, но јас ќе се обидам да го истерам своето и да ги кажам одговорите на сите овие прашања. Вие не можете да очекувате кога ќе дадете изјава дека вашиот противник е ВМРО ДПМНЕ, кога Бујар Османи ќе го прашаат дали имате намера, не знам во кој период е тоа, дали имате намера да излезете од владата во која што сте, тој се зачудува и ги подкрева рамениците и вели како да излеземе кога ова е влада на Дуј. Значи, темелите... Зарем тоа не е влада на Дуј? Да, е влада на Дуј. Зарем Дуј не учествува таа влада? Не учествува, меѓутоа едно е да учествува... Кога прави влада Дуј со ВМРО ДПМНЕ, тоа е влада на Дуј или не е влада на Дуј? Не, таа е влада на Дуј. Или тоа е влада на ВМРО? Знаете на што се следува тоа? Кога е Талат Џафери председател на собранието, тогаш е председател на собранието. Кога Африм Гаши председател на собранието, не е председател на собранието, тој е собраниски спикер. Васко, секаде каде што сум кажувал, тоа се двојните аршини на ВМРО ДПМНЕ. Не се двојните аршини. Кога ВМРО дава 6 министерски места, тогаш ги преигрува албанците, кога СДСМ дава 6 министерски места, е измекер на албанците. Господин Генчевски, говорите 3 минути на прашање. Дали вашата прогноза дека ќе се скарат Христијан Мицкоски и Гордана Селјановска? Па добро, сега тоа е Facebook статус каде што... Подобро, вие врз база на Facebook статуси креиравте општествено расположение, политички разврски и луѓето во живот како идеолог на победата и ослободувањето на Македонија од окупацијата на доживуваат како луѓе кои што требаше да се каже дека кај македонците во последниве 3 до 4 години се разви еден никаков идеолог, значи не може ниту еден да биде идеолог, можете колку сакате да го зборувате, идеолог не можете да бидете, во колку немате ситуација на терен
која што ситуација на терен, само малце да довршам сега, ве молам да довршам. Зошто е тоа, можете да кажете дека може колку сакате да го нарекувате идеолог, ако имате вие ситуација на терен каде што чувството на немоќ, на деградација кај македонците, чувството на немоќ и кај деградација на македонците се развиваше низ подолг временски период. Чувството на тоа се работеше. Не може да се работи. Не може да се работи. Тоа е длабоко вкоренето во менталитетот. Во колективната меморија на македонецот. Ние имаме проблем. Значи, 3 работи се клучни за 70-80 години Македонија да биде под контрола на Белград. Албански иредентизам, бугарски врховизам. Искарани Македонија и Грција. Србите ке не бранат албанците, србите ке не бранат сакал да бидат скарани Македонија и Грција, и ние да бидеме скарани со грците. 3 или 4 години се инвестира од кога СДСМ победо се едно општество за сите. Почнува да се инвестира. Прво Дуи го прави тоа, а подоцна го презима ВМРО. ДПМН. Така, значи прво Дуи го прави. Да. Бидејќи Дуи главниот противник име стратегијата едно општество за сите. Бидејќи на Дуи стратегијата е едно албанче над сите. Дуи проба да ја присвои стратегијата на општество за сите и не може да ја реализира како што не може да ја реализира ниту она зелена агенда. Сега можам да кажам, смеам. Слободно ќе кажете. Еве вака, ќе кажам слободно. Само нема да се подценувате. Вие сте идеолог. Сега вие од видовте какво дете се роди, сега викате не сум татко јас на тоа дете. Ја тоа нема да ви го дозволам. Агендата на Дуи никогаш не била прво за разделување. Агендата на Дуи, со која што ги освои симпатиите кај албанците, со која што се вгради во македонската политичка култура, со која што се вгради Али Ахмети, многу ми е тешко одиме од тема на тема, но јас ќе се обидам и покрај вашата. А може ли да одговарате на прашање, нема да одиме на тема? Одговарам на прашање, можеме ли да ми одговорите на прашањето? Гордана за многу кратко време ќе биде втората Расовска. Дали Гордана ќе биде втората Расовска? Па не можеме да знаеме дали ќе биде. Имате прогноза. Па добро сега, тоа е и видите се се фатите на еден се откажувате ли таа прогноза или смета дека ќе биде втора Расовска? Па не можам сега да се Мицкоски за жал нема да издржи. За жал полека 3 пати полека ќе почне да вика дека Али, мислите на Али Ахмети, уствари не е така лош, ама демек е заблуден и демек тие околу него. Па после ќе рече, окей, еве добивме гаранција дека Дуи ќе биде за унитарна Македонија. Дали Мицкоски ќе потклекне и ќе го има Али Ахмети во власта? Вака, Дуи го направи тоа што сега и се враќа како бумеранг. На Дуи. Да. Дуи ја воспостави идеологијата дека ова е влада на Дуи. Дуи ја воспостави идеологијата со која што во еден извесен период македонците почнаа да се чувствуваат како граѓани од втор ред. Дуи беше тој кој што неколку пати даваше изјави дека ние не сме кираџи, туку сме газди во оваа држава. Дуи ја создаваше сликата во голема мера на етничка доминација, водена од моментот, бидејќи во владата го направи тоа што сега не сакаат да и го прават нејзе. Го одбра поразениот партнер кај македонците и со тоа воспостави еден принцип кој што јас лично сега не се согласувам дека според златното правило, ако немојте никогаш да го правите тоа што не сакате да ви го прават вам. Меѓутоа, дека некој може да ме убеди дека во еден период чувството кај македонците, никаков Белград, прашајте ги, например, најобични млади македонци, почна да се развива чувството на неказнивост на албанците, почна да се развива чувството, ако прашате било Викате ова нема врска со Белград, нели? Не, апсолутно нема врска со Белград, чувството сигурно дека чувството на македонската нација, дека го губи тлото под нозете, дека ние сме во целосна девастација, дека сме во национална девастација. Вие сте сигурен дека ова нема врска со Белград? Апсолутно сум сигурен. Вие сте Александар Генчов, нели? Да. На Facebook на 9 мај во 12 часот и 11 минути, значи тоа е после полноќ. Добро. Значи само 3 или 4 часа по затварање на избирачките
места и завршување на изборите на 8 мај велите: благодарност до Александар Вучич и Виктор Орбан за честитките за Македонија. Благодарност и до сите членови и симпатизери на СДСМ кои искрено, а не како некој, а ожидаја околу Мицкоски за функција за стана зад обединувањето. Од сите светски лидери. Добро. Од сите светски лидери, а нема врска нели со Белград ова што се случува во Македонија, вие велите благодарност за Александар Вучич и Виктор Орбан за честитките за Македонија. Па добро, тие први честита. Не е точно. Честита и други. Честиташе Јанес Јанша. Честита и многу други, но нив не ги спомнувате. Како сега одеднаш благодарност до Александар Вучич и до Виктор Орбан за честитките за Македонија, а врска нема црбите со ова? Ги наште, значи, по статуси кои што не сметам добро, јас тоа не бегам од тоа како немаат врска. Зошто да не честитам? 25-30 години. Најдобар новинар во Македонија. Добро. Кога седнете со мене, нема кратка топка. Добро. Како во тенис, кога добијам кратка топка, јас Добро, како винер, во долгата топка треба да во долгата топка, како што само се обидам тезите една по една да ви ги разградам, зашто не сте коректни, чесен. Кажете што мислите и јас ќе се согласам со вас и ќе ви оставам да зборите. Во Македонија се создаде чувство кај македонската нација дека преоѓаме во граѓани од втор ред. Вашата главна теза е дека, знаете која е вашата главна теза? И мислам дека немате храброст да ја кажете, ако ја кажете, мислам дека ќе имате многу симпатизери и која гледате оваа емисија. На 9 мај, значи тоа е во една еуфорија после победата, вие велите секоја војна завршува со линија, каква и да е. Само нашата војна 2001 година заврши со триумф на унитаризмот. Добро. Кај што реално не сотре нас македонците. Добро. Ке видиме како се ќе тече поинаку. Значи, вие сметате дека главниот проблем на Македонија е што војната 2001 година не заврши со линија, туку заврши со концепт за унитарна Македонија. И тоа го кажувате пред 5 минути, дека Али Ахмети ги освоил симпатиите на албанците со унитарноста на Македонија. И вие сметате дека тоа е главниот проблем на Македонија. И на 8 мај е крик, глас против унитарна Македонија. Тоа вие го сметате. Не, на 8 мај, не на 8 мај предходно, сум кажувал дека за унитарност секогаш се залага посилната нација во рамки на еден И еве што вие споделувате на Facebook. Лјупчо Ѓорѓевски интервју за Фокус Македонија ќе беше подобра држава ако трампавме територија и население 2001. Тоа е Лјупчо Ѓорѓевски. Ама вие се согласувате, вие тоа го споделувате. И Васил Топурковски, исто Фокус интервју, Васил Топурковски, од Западен Балкан ќе се изроди голема Албанија. Тоа се вашите платформи и стратегии. Не, моите платформи е да кажам дека македонската нација се движи во огромен демографски пат. Мојата платформа е да кажам, ама не можам сега видете сега. Попис, ама не може да кажете некоректни тези. Последниот попис, тоа не го потврдува. Процентот на албанци во Република Македонија на последниот попис 30%. Не, 24%. Не точно. Ма 24%. Не, вие ги броите со албанците во диаспората кои се попишени. Ја пласирате тезата на Артанит Грубит. Значи вие сте најголемиот гласноговорник мегафон на тезите на Али Ахмети и на Артан Грубит. Зашто го правите тоа, господин Линчо? Ако се попишаа македонците, ако не ги убедеше Левица и ВМРО ДПМН прво да ја бойкотират попис со цела Македонија, и ако не се попише, ако се попише во диаспората, тогаш немаше албанци да бидат 30%. Во Македонија тие се 24%. Во Македонија на последниот попис процентот на албанци е помал отколку 91 и 2001 година. Васко, ајде, бидејќи имате доста контакти, зошто не викнете некој од Завод за статистика да ви ги каже бројките на новородени... Подпишано од Илми Салами, кој е заменик директор, подпишано од Апостол Симовски, и бројки на проценти од 0 до 30 години. Минатата година. Вака, значи сега веќе јас нема да питам. Значи од 0 до 30 години, зошто не повикате некој од 0 до 30 години да го каже бројот на процентот? Зашо албанците помалку гласат во Македонија? Зашо после воведување на биометриски лични карти бројот на албанци во Македонија е многу помал? Не е точно. На гласачките места. А сега кога веќе ги спомнувате гласачките места, добро, сега ќе ми дозволите нешто да кажам? Ајде слободно. Сега ќе ви кажам. Значи јас
малце неправедно сум представен, но еве вака, значи сега прво околу тоа што го кажавте за Дуи. Тврдам дека Дуи со својата политика создаде моменти кои што сега и се враќаат како бумеранг. Бидејќи сега многу тешко може да го објасни податокот зошто 2016 или 2020, која беше, не можам да се сетам, го зема поразениот на македонската страна. Според мене треба да излезат и да бидат фер, наместо да се мачат да го објаснуваат тоа дека тоа е мандатар со победникот кај малцинската заедница, треба да кажат дека така налагаше меѓународната заедница, а ние треба да бидеме доволно фер да кажеме дека сега веќе тоа што не сме сакале да ни го прават нас, веќе не треба да го правиме и ние. Чувството на загрозеност на македонската нација се развиваше низ неколку сегменти кои што траеа долг период. Имаше споменици на УЧК, се градеа споменици на УЧК, на кои што македонската јавност освен да реагира вербално, немаше начин како да изреагира. Се создаваше чувство на граѓани од втор ред. Дојде балансерот каде што се запослуваа така како што се запослуваа. Дојде чувството како било кои македонци кои ќе ги запрашате, ќе ви речат зошто се случува нешто, каде чувство дека владее неказнивост кај албанската заедница и сето тоа вроди никаков Белград, никаква идеологија на кој што можеби во еден период, преместувајќи го, гледајќи го конјунктурно, дека може да се префрли дуелот СДСМ ВМРО ДПМН, да се префрли да биде ВМРО ДПМН е Дуи. Но тоа го воведе Али Ахмети. Прв беше тој кој што кажа јас се борам против села, не се борам против села Гаш и така натаму, се борам и против ова. Морам да довршам. Од тој аспект беше логично некој да се јави и да каже ако може Али Ахмети да му биде главен противник ВМРО ДПМН, тогаш може и на ВМРО да го перцепира Дуи како главен противник. Затоа што не е исто, вие што викате, во владата на СДСМ владееше етнички дисбаланс. Кој што етнички дисбаланс ни Белград, ни Мелград, ни Свети Мелград го приметуваа луѓето сами. Пуштате ги емисиите на утрински емисии, пуштате едни емисии, пуштате други емисии. Чувството на загрозеност на македонците се јави во овој период. Дали во која фаза на тоа се налепи или не се налепи ВМРО ДПМН, не знам. Што викате вие сега, без лажна скромност, јас бев еден од првите кои што го обелодени системот, дека не може сите албански партии обединети заедно со поразениот кај македонците. Јас за тоа зборував на Алфа, ретко сум викан. Секјате, господин Гинчов, нова фотографија некаде 11 ноември 2021 година. Добро. Во македонскиот парламент. Добро. Каде што е Арбен Таравари. Добро. Каде што е Димитар Апасиев, каде што е Христијан Мицкоски, каде што е Александар Николовски. Освен Дуи, сите албански партии. Тогаш е направена новата влада и Кастриот Реджепи фали нели еден глас за да биде сменета владата на Зоран Заев, кој е во оставка веќе, и да биде формирана нова влада на ВМРО ДПМН. И видите, не треба сите албански партии да бидат во иста влада. Па таа влада ке беше рушена со сите албански партии без Дуи. Тоа беше Алијанса на албанците, алтернатива на Афрем Гаш е таму на таа слика. Мислам и оној снопче дека исто на таа фотографија беше еден од кандидатите за председател на македонското собрание. Гледате, тоа се двојни стандарди. Кога ВМРО треба да дојде на власт и кога треба да руши некоја власт, тогаш не е проблем сите албански партии да бидат во таа коалиција. Ама кога е СДСМ упрашање, тогаш е лошо, тогаш се измекери, тогаш е окупација на Македонија, бидејќи сите албанци ги имат главните и точно дека ги има главните министерства, но не се сите албански партии во таа влада. Зашто двојни стандарди? Повеќето не се двојни стандарди, повеќето јасно што сум забележал и етничкиот дисбаланс во таа влада. Второ, Али Ахмети вели дека треба да има две албански партии. Ако има повеќе албански партии, доаѓа до раздробување на гласовите на албанците.
И тој вели дека треба да се следи, тој вели дека треба да се следи примерот на македонците, кај што има две македонски партии, СДСМ и ВМРО ДПМН. Ниту еден од вашите колеги не го забележува. Не за колегите, општо ја за јавноста. Можете за мене да разговарате, можете за мој став, за кога Али Ахмети повикува на обединување, албанците повикуваат на обединување, тогаш е нормално. А кога ќе се најде еден македонец и кој што ќе каже дека времето не работи за нас, дека времето не работи за нас. Ви имате напишано статус после она урликање на Али Ахмети на главниот плоштад. Па да, не можам да довршам. Значи, зошто кај што велите ниту една телевизија не го даде, мислите на Али Ахмети, како среде Скопје во центарот. Добро. Покрај славната Ристичева палата. Која е таа славна Ристичева палата, се извинувам? Па ете таја тамо што е. Па на што е символ Ристичева палата? На југословенското владење. Офицерското, на југословенското владење. На српската окупација во Македонија. И сега таму е Јужна Бановина, господине Генчов. Тоа е српската окупација помеѓу двете светски војни, значи покрај славната Ристичева палата, покрај гордоста баш под споменикот на Александар. Баш кај што се го седелчевте Тарчев, споменици цел плоштад викаше учека. Да, и што е тука? И никој од македонските медиуми. Гледате славната Ристичева палата. Да, само сакам да ви кажам дека тоа не е тоа е тој Франкенштейн што се прави. Српска окупација. Не е антички македонизам. Не е Франкенштейн. И бугарски врховизам со татарчев. И вие го имате античко ВМРО-вскиот национализам кој се гради во Македонија, господине Генчов. Да си ја довршам мислата. Ама слободно 3 минути зборев, ајде. Ајде, кажете. Секој еден дел сум прекинат и јас тоа го знам и бев свесен дека ќе оди тешко. И бев свесен дека овие пола што се напишани од чега и така натаму, ја не бегам од ништо, но добро, во ред. Од чега се напишани? Не. Јас не бегам од ништо, сакам да ја објаснам тоа што го викате вие идеолог. Дека во еден известен момент кај македонците се јави тоа чувство. Тоа чувство почна од Кале. Тоа чувство почна од ќотекот на Кале. Тоа чувство продолжи од кога требаше да се гради крст во Бутел. Тоа чувство продолжи со балансерот, кој што го имаме како една реалност во Република Македонија. Тоа чувство продолжи со градење на споменици и така натаму, каде што ние немаме еднаков пристап. Тоа чувство се изгради без Белград. А се градеше ли тоа чувство? Тоа чувство се изгради во еден момент, ама вие вториот дел од тоа што јас секаде сум го кажувал, не го кажувате. Ајде, што не кажувате? Не ја кажувате дека иднината не лежи во овие конфликти кои што ни беа наметнати. Тоа не го кажувате. Не го кажувате не вие. Дека визијата на која што јас... А вие кажете што мислите? И веќе ви кажам што мислам. Дека решението на сите овие проблеми, бидејќи ние решаваме етнички прашања во Македонија. Федерализација? Не. Решението е членство во Европска унија. Апсолутно членство во Европска унија. Некога велам за федерализација. Кога велам за федерализација, не сте ги нашли, треба јас да ги извадам сега сите мои статуси. Како ќе станеме членка на Европската унија ако не го прифатиме францускиот предлог? Апсолутно, па кога? Па 500 пати сум кажал дека треба да го прифатиме веднаш францускиот предлог. Веднаш треба да. Вие агитиравте пред избори за францускиот предлог. Секаде сум агитирал дека треба да се па не сте избори за францускиот предлог. Не сте во право. Секаде сум агитирал дека вие што велите на 21 април, тоа значи тоа е 3 дена, значи на 21 април 3 дена се гласа за ВМРО. Добро. Кој велеше дека не го прифаќа францускиот предлог. Не. Значи вие агитирате се гласа за ВМРО. Добро. Не зашто е арна. Туку заради тоа што е сега побројна македонска партија, затоа што е водечка партија кај македонците, и затоа што на гласање се оневозможува формулата сите албански партии на Купчев плюс поразениот. Заради тоа што народ кој што е во девастација, а сега ќе зборам двајцата сега. Значи народ кој што е во девастација, народ кој што е во пат, народ кој што е во демографски пат, народ кој што е во морален пат, народ кој што е Така го доживувате македонскиот народ? Да, така го доживувам. За жал, вака го доживуваат 90%. Вие сте македонец? Да.
И така си го доживате Јас така сопствениот го народ. доживувам дека ова е најцрниот дел од нашата национална историја и сум рекол дека треба да се гласа за ВМРО ДПМН како побројна партија заради фактот што ние веќе две големи партии, ако се побројни партии, големи партии во Европска унија не можеме со таа партија? Апсолутно треба да влеземе. Они ќе го усвојат. Јас не знам, треба да ги викнете нив. Ема тоа не го кажувате дека треба веднаш сека да се сите го знаат. Се гласа за ВМРО. Се гласа за ВМРО не затоа што е Арна, туку затоа што е сега побројна македонска. Затоа што е побројна македонска партија. Вие за тоа агитиравте на 21 април, значи тоа е 3 дена пред првиот круг на председателски избори. Агитирал се, ја не сум фактор за да агитирам. На Фејсбук сте го правиле. На Фејсбук 20 милиона луѓе пишуваат на Фејсбук, што пишувате на 30. Само малку да довршам, сум агитирал затоа што сметам дека македонците не може да издржат две големи партии, затоа што сме во пат, затоа што сме во девастација, затоа што и днината треба да ја гледаме во Европската унија, бидејќи ако не ја гледаме во Европската унија, јас секаде сум го кажувал, сме народ кој што е прашање на ден кога ќе поминеме во малцинство. Јас имам право на тоа да го мислам, имам докази следниот пат, ако маширите дефетизам. Не ширам дефетизам. Намерно. Одете, викнете ги, намерно македонецот го представувате како македонче. Не, никогаш јас не сум рекол дека е мало. Не. Дека не може да се справи. Не може да се справи. Не треба ние да се справуваме. Гледате таа филозофија дека СДСМ се измеќари. Не треба да се справи. Вие проширувате дека македончето е измеќарче во сопствената држава. Не. Јас ја проширувам теоријата дека македонците не може да издржат две големи партии. И што треба да правиме? Да укинеме едната партија? Не. Треба да бидеме обединети. Значи едната македонска партија треба да биде едната македонска партија, пошто не може две, треба да биде измеќарче на другата која е поголема партија. Па не видите се и многу други имале ставови дека дури Заев предлагаше, не знам дали предлагаше дека ВМРО ДПМН треба да бидат во одредена широка коалиција. Заев два пати предлагаше. Предлагаше и кога беше премиер, кога Мицкоски е болен од корона, кога наболедување, предлагаше ВМРО и СДСМ и предлагаше откако падна од власт и тоа е некаде пред 2 години, есента 2022 година, ако не се лажам, пред 2 години отприлика, дека ВМРО по германски модел и СДСМ треба да направат заедничка влада, кај што албанците ќе се ведат на 24% колку што ги има на последниот попис. Толку да имат. Не, тоа се со диаспората. Немојте тие работи да кажете, значи македонска диаспора и албанска диаспора не е исто. Македонската диаспора не се попиша, бидејќи прогласи бойкот. Лјупчо Балевски, Димитар Апасиев, делови на ВМРО ДПМН. Се тешиме дека оде агитира дека не треба да се. Па беше пролонгиран пописот, лажен момент дека не се попишале македонците, и на 30 април, значи и дека не можеме да се соочиме со реалните бројки. Истото српската варијанта. Мали, ви сте мали, ви сте никакви, прогутаче вас албанци, побугариче вас бугари, само ние србите сме с вас за македонците. Може ли ова да ме искоментирате? 30 април. Ама само ме носите, јас треба да најде. Еве го 3, јас се водам мисијата. Сега веќе реално секој глас, значи ова е 30 април. Добро. Значи 4 дена после прв круг на председателски избори. Добро. И некаде 9 дена пред парламентарни избори. Сега веќе реално секој глас даден од македонец за друга партија, освен таа која што е најбројна и најмокна, и свесно или несвесно глас за Дуј. Може да сватите која ова сериозна теза за која вие се залагате. Секој глас на македонец даден за партија која не е најмокна, која не е најбројна, е глас за Дуј. Добро, а зошто кога Дуј го кажуваат ова, и вие сте биле член на тој атлантски клуб. Добро, да, зашто сте се залагале за ЕУ и за НАТО. Ваква партиска политичка сегрегација. Каква политичка сегрегација, дека треба. Значи македонецот не треба да биде демократско битие, демократско суштество, туку треба да гласа стално за таа партија која е. Како вие мерите која партија е побројна? По анкети? И ќе направиме анкети пред избори, и која партија ќе води, и која партија ќе води. Да ме стави тај сега чингел да ме обесите. Ама не са, ова се ваши мои ставови, затоа што сметам дека македонскиот народ е во морален, етнички пат и дека решението е да бидеме обединети и
како обединети да влеземе во Европската унија, бидејќи ако не влеземе во Европската унија, не ни се пишува добро, бидејќи како идно малцинство треба да мислиме за наредните генерации. Јас тоа така го мислам. Ке усвоили ВМРО ДПМН француско, без француски предлог не можеме да влеземе. Ако ме прашувате мене, треба веднаш да го усвои. Не дали треба, дали ќе го усвои. Бидејќи вие ме давате бланко поддршката, сте ги прашале или бланко поддршка им давате без да ги прашале? Мислам дека ќе го усвои. Мислам сега, ако јас кажам дека ќе го усвои, тоа значи дека нешто знам. Искрено не знам. Мислам дека ВМРО ДПМН ќе оди по европскиот, сметам дека ќе оди по европскиот пат, бидејќи само е тоа начинот македонецот по 10, 20 или 30 години да не се загуби во српско-албанскиот вртлок, виор и така натаму и од етнички проблеми и од комисии со бугарите, да се доведеме во нови историски комисии, кај што ќе разговараме за дарданската историја, кај што ќе разговараме за лека емат, кај што ќе разговараме по природен пат надвор од Европската унија со нацијата која што е во природен пораст, која што вие се обидувате да го направите, да му дадете друга теза, а јас само сакам да го кажам следното. Македонската нација е во пат, решението е да бидеме обединети и да станеме дел од европското семејство. Сум му дал поддршка на ВМРО ДПМН, иако кој ме шмиргла мене, мислам, јас сум му дал тоа, нема никаква... Не, тоа не е точно, ма не го дозволувам. Ама вие креиравте јавно мислење. Добро. Господин Гинчов, извинувам. Ние се знаеме повеќе од 10 години. Добро. И сме имале различни ставови. Ставови, да. По многу прашања, по многу сме имале исти. И можам да речеме дека сме пријатели. Добро. И ако јас со пријател вака се однесувам во интервју, тоа значи дека сум професионалец. Јас ги респектирам. Добро, сега баш сте ги ваделе овие, меѓутоа во ред сега, тоа се пола и на шега. Дали сум ги измислил? Не сте ги измислили. Значи само ги цитирам, така, само ги цитирам. И не ги цитирам до крај, бидејќи сте ми пријател и не би сакал да станете, бидејќи тоа не сакам да се одозволам. Ќе седите тука, ќе ве залепам со лепак и нема да стане. Има да ве врзам за канделабра. Нема да станам, меѓутоа не дозволувате. Значи вие сте затоа моќен новинар, затоа ви се гледаат емисиите. Способен сте на човекот да му го зашеметите мозокот. Јас со сета концентрација која што не ми е слаба страна во животот, јас се обидувам да ја држам линијата, да ја кажам линијата и покрај. Ама вие сте ко Ферари, покрај сериозните обвинувања кои што не се точни, значи од една страна ме укривувате за идеологија, од друга страна јас не го кажувате делот кај што велам. Вие сте идеолог. Кај што да, вие сте идеолог на овој процес. Еве вас јавно на Facebook ви пишуваат. Добро. Ама јавно на Facebook ви пишуваат дека вие сте превртеле играта на шаховската табла. Добро. Со анализа дека треба да се трни, ВМРО дека треба да трни директно кон ДУИ. И тие ве послуша, значи не ВМРО кон СДСМ, туку директно кон ДУИ. Тоа е вашата идеологија. Да, тоа е мојата идеологија, ама не го кажувате другиот дел. Кој е другиот дел? Еве другиот дел, кој вас не го кажувате? Не го кажувате дека тоа беше поттикнато од тезите на истиот тој ДУИ. Тие кажаа прво наш противник е ВМРО ДПМН. Не се наш противник села, не знам сега која беа. Тој дел не го кажувате. Не го кажувате мојот евроатлански влог. Не го кажувате мојата визија за македонецот дека може да биде силен само со силна американска поддршка, бидејќи имам навистина многу контакти во западните земји. Сега не се правам јас толку многу скромен. Ќе ме прашате, меѓутоа сакам да ви кажам. Ама гледате се, ако сега не ве прашам, ќе избега тезата и мислата која кажувате. Велите дека ДУИ прво рекол, господин Гинчов, од 2008 до 2016-2017 година, 27 април настаните, 27 април, ние имавме влада на ВМРО и на ДУИ. И тоа беше дефинирана како заробена држава. Таа заробена држава не е заробена само од Груевски, од ВМРО. Таа заробена држава е од Али Ахмети и од ДУИ. Главната грешка на СДСМ, вие сте били близок со Зоран Заев 2016-2017 година. Сум се познавал, сум имал неколку средници, баш добро сум бил добро. Па добро, сте сакале да му помогнете на изборите 2016 и после 2016 година. Сте лобирале кај одредени луѓе. Да не изнесуваме одредени податоци, ако сакате можеме да ја кажеме, значи нема потреба да изнесувате. И вие имате Facebook статус кај што велите
додека го рушеше комплексот на Фија Цановски, му собраќате на Никола Груевски. Така, да. Предеше како маче кога ги слушаа бомбите. Да. За она дивоградба карши американската амбасада, за кој ден денес не знаеме. Добро, па сега ви паѓа тезата, значи јас сум бил секогаш сум се бил да бидам конзистентен, сум се борел за конзистентно мислење, сум се зборел за свој... Па зошто би го напишал тоа за Никола Груевски? Не. Зошто би го напишал тоа да си ризикувам да си стварам непријатели на глава? Па тој на вистина кога зборуваше на телефон со Али Ахмети, вие сте го напишале па кога на вистина Груевски е веќе 6 години во Будимпешта. Значи вака сега кога веќе сте го нашле ова ливче кога веќе сте го нашле. Можам да ја прашам само. Не, може да ме прашате. Дали беше тоа режим? Да. Дали беше тоа заробена држава? Тој беше заробена држава, на вистина предеше како маче кога го рушеше комплексот на Фија Цановски, а тој карши амбасадата, не смееше да писне. И јас стојам за тоа. Како вие очекувате? Добро. Дека тој режим, добро, тоа ВМРО, добро, кој е предело комаче, добро, додека рушеле Фија Цановски, а не рушеле карше американската амбасада. Александар Николовски, Мицковски, советник на Груевски, Илија Димовски, добро, Антонио Милошевски, Тимчо Музунски, освен Груевски, се исто. Добро. И вие Бланко на невидено, викате гласајте за овие, бидејќи овие ќе ја вратат гордоста на македонците. Која гордост? Што се тепани на калето што беа тепани? А таму е тепан Страшо Ангеловски. Страшо Ангеловски е дел на коалицијата на ВМРО да помане. Страшо Ангеловски може да биде амбасадор во Русија. Пишувал за ќотекот на калето сум пишувал јас. И вие Бланко велите, гласајте за овие. Тие ќе го санкционираат. На калето беше најголемиот пораз на тие се заробена држава. На калето беше најголемиот пораз што се дозволи воопшто да дојде до тој процес. Добро, се слагам, да. Значи јас со ова ја покажувам и својата конзистентност. Сум рекол гласајте заради тоа што во овој момент македонците сме во пат и затоа што не го кажувате вториот дел, затоа што сметам дека во понатамошниот дел ние мора да станеме членка на Европска унија и мора да ги усвоиме неколку елементи од плюс што сега не чекаат. Таква конфузија ни Вучич у Србија не прави. Не е конфузија, бидејќи јас би ЕУ, а не да Косово. Вие кога слушате Вучич, он не ја дава Сребреница. Он не го дава Косово, а уствари све даде. Даде све, он брани Војводина. Он е против парада поноса, а има Барнабич допред некој месец. Тоа е такво шошардисување на еден народ што се прави. Истиот модел, колку покомплицирано, колку поконфузно, толку по-успешно. Имам и знам, значи ова фотографија заборев да ја покажам. Да, Василка Поповска. Ова е јануари, февруари минатата година. Да. Василка Поповска, поглаварот Дедо Стефан, Христијан Мицковски и Панчо Ташкент, Панче Тошковски. Тогаш никој не го знае. Јануари, февруари 2023. Вие сте споделили. Добро, јас сум. Сте споделили. Како не ги знаете, а сте споделили. Зашто не се споделили со мене некоја фотографија? Сте биле толку. А и Меси го познам, не го познавам. Добре се споделили. Ама го почитувате, така? Да, многу. Чим нешто споделувате, значи делите заеднички, Господине Васко, таа жена за која што зборувате е една од најсилните западни лобисти во овој момент во Република Македонија. Да. Тоа го тврдам. Таа носи победата. Тоа вие сте го кажале како информиран новинар. Василка Поповска е во многу екстерно сериозна комуникација со Западната алијанса и мене ми е често можам тоа да го кажам. Таа е про-Трамп структурата во... Мислам да. Мислам да е проамериканска структура. Про-Трамп, про-Доналд Трамп. Тоа се двете структури. Сериозна личност која што многу чудно како не доби и не изби во првите редови, меѓутоа една од најсериозните... Може да биде амбасадор на Северните американски држави. Може да биде, меѓутоа тоа е многу екстрemно сериозна приказна. Господин Генчов, ќе се федерализира ли Македонија? Мислам дека албанците никогаш нема да дозволат федерализација на Македонија. А зашто вие говорите во име на албанците, а сте Македонија? Зашто не говорите што македонците сакаат, зависи ли нешто од нас? Еве, ние се ослободивме се од окупацијата. Македонците ја немаат таа свест дека ние ќе преминеме во малцинство
и дека секое едно малцинство има два избора. Избор број 1 на едно малцинство е да направи линија. Тоа се Србите во Република Српска, Србите во Косово, порано албанците кога има интерес да се дели Македонија или Рида, тоа е едниот избор. Вториот избор на едно малцинство е да стане унитаристички со мнозинство. Во колку одиме ние во вториот избор, ние имаме нов идентитет. Ние имаме во Македонија албано-македонизам. Мојот одговор сега не можете вие да ми кажете што јас да одговорам. Вие ме прашувате дали Македонија ќе се федерализира. Јас ви велам, ниту еден жив албанец што дека постои на овие простори нема да дозволи народ во раст да бара федерализација на простор каде што е доминантен и станува подоминантен. Мислам дека во рамките на Европска Унија може да дојде до некои процеси и сакам Македонија да ја видам како дел од европското семејство. Дали ќе се федерализира или нема да се федерализира, треба да одговорат политичари и луѓе кои што ќе ја понесат одговорноста за тие процеси. Ме прашувате, ви одговарам. Последно што би дозволил некој, и затоа е сега проблемот на Дуи, сега одиме од тема на тема, затоа што... Јас ве оставив, и вие одите од тема на тема. Еве, да, одам од тема на тема, меѓутоа повторно сме во истото. Например, Дуи сега се залага дека не е доволно застапен албанскиот глас, што е делимично точно како победници, меѓутоа не може тоа да го промовира, затоа што на тој начин би почнала, условно кажано, стварањето линија и стварањето на одреден федерален принцип на два победника. Тоа се судира со основната идеја на Дуи за неделивост на Македонија. Тоа се судира... Вие рековте пред 10 минути дека Дуи е во право, дека тоа го бара. Иако сами го напуштиле тој принцип 2016. Па да, сега видите, има психологија и на Конфуције, златно правило. Вие рековте дека Дуи во право. Немој да му го правите на некого тоа што не сакате да ви го прават вас. Ако Дуи го направиле тоа, условно кажано врз македонската страна, зар ние треба сега око за око, зап за зап, цел живот. Ние прво Васко треба да одредиме. Еве јас сега прв пат бидејќи има ли етнички победник во Македонија или ќе нема етнички победници? Ќе има ли етнички победници? 30 години. Добро. 30 години. Јас сум новинар или нешто околу 30 години и никој не сум гледал етнички на тие прашања. Добро. Иако сум националист, добро. Иако потекнам од Егејска Македонија, знаете, етничкиот концепт го следувате на македонци и албанци. Тука живеат срби. Тука живеат турци. Тие се најглавни народи. Тука живеат роми. Албанците кои ги представувате ко монструм, нешто мокно, нешто кое владе, па тие мора да ги асимилират, да ги албанизират ромите, да завладеат исламската верска заедница, да посегнат по македонците муслимани и дел на турците, за да го намалат хендикепот дека албанците се иселот од Македонија, дека имат помал наталитет од колку што имале пред 10, пред 20 години. Највисок наталитет и тука, и низ цел Западен Балкан имаат ромите. И тие се на удар на албанизација. Зошто на албанизацијата? За да се зачува тој сооднос 23-24% во Република Македонија. Вите, не се, ама не се. Немојте таа српска мантра да ми кажувате. Немојте таа бугарска мантра, немојте таа Лавров мантра да ми ја кажувате ке се подели Македонија на албански на бугарски. Немојте српските шумадиски песни да ми ги пеете. Никаква шумадија нема да се подели Македонија. Вие што мислите за оно поклонување на Димитар Пасиев пред гробот на Емир Хоџа? Па мислам дека има една своја линија. Тоа добро или лошо? Линија, па според мене не е добро, затоа што не ја следи прво западната линија, западниот пристап на македонизмот. Не е добро да се снима покрај гроб на било кој политичар или покрај гроб на албанец политичар? Не се работи за албанец, се работи за комунист и за албанец, нешто што е многу голема специфика кај сте сликани. Димитар Пасиев. Ова сте вие така? Да, под звезда.
Сликани на Маракана. Па да, па имам јас контакти со тој со фудбалски клуб. Фудбалски клуб Звезда, кој е фудбалски клуб на работам. најрадикалното српство во Република Србија. Абе, какво радикално Клуб, учесник во Лига на шампиони. Клуб кој после Втората светска војна е директно спонзориран од српска удба. Ама то може, бидејќи е Србија. Ама овој не смее доле на гробот Невер Ходжа, бидејќи тоа е клетата Албанија. Не. Видите кој вие политички албански антиалбански конјуктивитис имате. Не, воопшто не. Кај што албанците ги гледате, тоа е не те што е конјуктивитис, мислам вие сте стоматолог, подобро од мене знаете. Која во наводници противник го гледате дека е многу поголем, дека е многу помокен, апсолутно не е така. По тие молат бре да влезат у власт. Не ги гледате. И Алијанса, и Таравари. Не молат албанците. И Гаши. Не молат. Прифаќаат, Сте ги подцениле, не е ова 1950 година кога молеа. Во 1950 година молеа. Сега веќе не молат. Сега веќе не молат. Помина времето кога албанците молеа. Зошто ги преценувате? Зашто создавате таква една таков дефетизам кај македонците? Не е дефетизам, затоа што мислам дека се работи за нација во раст, која што има своја визија, свој развој, дека не молат и дека помина времето кога ние се лажевме дека албанците молат и од таквите лажни представи дека они молат, дека ние сме надмокни, дека не сме гласале на пописот, дека албанците се селат, дека им биле спуштени кепенците, дека ако отидеш во Западна Македонија сите куќи биле спуштени, а реалноста е поинаква. Во едно училиште во Сарај една паралелка брои 40 деца, во едно училиште во Пробиштип една паралелка брои 9 деца и 10 деца. И една никаква српска, не ги носат србите да ги бројат децата како громобран, никаква српска. Сте ја нашле од Црвена звезда, сте ја нашле сликата, бидејќи јас работам. Јас имам работа со продукција, работам со спорт, работам со спорт. Имам компанија германска која што работи со многу клубови во светот, не само, да. Значи вие имате соработа со Звезда Гранда. А тоа е најголемата српско перење на мозок у Македонија. Девојчиња и млади деца тоа го гледат, го голтат. Хепи телевизија, Пинк телевизија, Гранд Звезде, Лепа Брена, Босана, Господи Винчовски. Ги познам те. Ама сликани сте. Осте сега Босанац и Лепа Брена останете. Сликани сте. Па сликан сум, да, па не го кријам тоа. Кај сте ги нашле само овие фотографии? Кај вас на Фейсбук. Добро, во ред. Вие сте ги објавиле. Добро, во ред, ама отворите на Фейсбук, отворите се на Фейсбук и видите дека сте го објавиле. А зошто не објавите за моето делување прозападно? А зошто не кажете, зошто сте се фатиле за Црвена звезда? Само 3 сати после завршување на зборите му се заблагодарувате на две имиња, на Вучич и Орбан. Орбан, Груевски, која финансира ВМРО да помане, медиумската машинерија на ВМРО да помане, и Вучич и на Вучич. И на Вучич. И на други сум се заблагодарувал. Па зошто од сите нив само а велите јас сум за Европска унија, па што не сте се заблагодариле да речеме на Урсула Ван дер Лајен? Па и на неја сум се. Па немате статус. Па немам, па немате статус. Не сте го нашли. Не, немате. Го барав. Не, сте ги тие имиња беа први кои што честита, тоа беше индикативно, бидејќи навистина тие први честита, Александар Вучич и Орбан, не гледам ништо лошо. Црвена звезда е голем, гигантот клуб, сум соработувал со нив. Ама јас не гледам лошо. Дел сум учествувал во нивната работа. Двојни стандарди. Не се двојни стандарди, многу е тешко да се одговара, ви имате мокен пристап, може да го збуните противникот, може да го донесете да го... Не сте збунет сега? Па не збунет не сум, заради тоа што треба да ја докажам својата теза на која сум го посветил животот, не бил посветен на Звезде Гранда и на Лепа Брена. Ако го издржите ова интервју, добро, не може бите политичар у Македонија. Тогаш дуел
со Мицковски, Ковачевски, леко ќе биде наследник Ковачевски, тоа ќе биде мачки на кашлица. Не, може да ми биде мачки на кашлица, знаете зошто? Да го издржите, затоа што ќе ги прегазите, затоа што сум јас чист, затоа што секогаш сакам да стојам зад своите ставови, и дека никогаш не сум побегнал од ништо и сакам да ја кажам вистината таква каква што е. Со вас е многу тешко. Јас можам да ви честитам. Јас можам да ви честитам са пред сите. Добро. Овој тип на прашање што ви се поставени, на Сашо Тасевски не му беа поставени. Тој после 25-30 минути стана се замина. Ова што беше со овој Анте Пркачин, па тоа е мачки на кашлица во однос на прашањата кои ви се поставени. Да. И вие не знам дали сте свесен. Вој момент малце се нема проблем. Но вие машки издржавте. И јас ве сметам идеолог на победата на победата, меѓутоа кога веќе ме сметате треба да го кажете и вториот дел. Треба да го кажете идеолог на победата. Нема врска, ајде сега ми ставате, јас сум скромен по природа, ми ставате сега, ова е доста една интересна ова се 59 игра во ред. Сега наредните 10-15 минути. Јас ќе ви поставам прашање, кратки, и вие ќе одговарате, бидејќи сакам да слушам како вие размислувате за клучните процеси во Република Македонија. Знаете зашо ви извиков на фотографија на Гордана Силјановска со грчката амбасадорка? Бидејќи ми е просто несватливо зошто првите потези се отварање на конфликт повторно со Грција. Мојот став е дека Грција е една, по мене, клучна држава за стабилноста на Република Македонија. Кога Македонија и на Балканот, говорам за нас, за Република Македонија. Кога минатата година постоеше сериозна опасност Македонија и Албанија да бидат раздвоени, во тој пат кон Европската унија, бидејќи не беше усвоен францускиот предлог, Грција стави вето на патувањето на Албанија. И мене ме чуди зошто го отварат конфликтот со Република Грција. Ми поставувате незгодно прашање, јас не би го поставил, веројатно имала причини председателката да го употреби. Но вие ги знаете тие процеси доле у Грција. Вие сте биле заедно со Алексис Ципрас на одредени семинари, курсеви. Да, и со други оддели, со Нова демократија сум бил таа. Се познавате со внукот на Мицотакис, односно синот на Дора Бокојани, градоначалник. Се познавате со Ципрас. Кои курсеви ги имате помину? Вие работевте дел во еден временски период и во разузнавање, ако не се лажам. Видите, тоа со разузнавањето беше многу краток период, кај што не може да се каже дека сум работел во разузнавање. Добро што ме прашате да расчистиме некои дилеми од тој аспект. Вистината е дека во еден период кога јас како државен советник одговорен за НАТО интеграциите во Министерството за одбрана се случуваше промена на челното место во војната служба за безбедност и разузнавање. Сега не се ни битни имињата, Ристо Ѓорѓиев, Оџаки, така натаму не се ни битни. Во тој меѓупростор, додека се менува, додека траеше лобирањето кого ВМРО ДПМН тогаш ќе постави на тоа место, јас бев потписник. Значи бев потписник на главните документи, што би можело во некоја рака да се смета за ВД раководител. Не бев назначен ВД шеф на службата за воено разузнавање, но бев потписник на сите документи. Да, така. Дали тогаш западните пријатели, како ги дефинират западните пријатели, лобира вие да бидете? Да. Шеф на военото разузнавање? Да. И во тој период се случува мојата најголема гордост, бидејќи јас сум по природа скромен, меѓутоа морате некогаш скромноста да ја надминете и да бидете и издржлив и сериозен во тоа што го работите. Јас бев со гордост, можам да кажам, на International Visitor Leadership програм во Соединетите Американски држави и тоа на Харвард за безбедносно разузнавање, школа која што многумина ќе кажат дека биле, меѓутоа јас, тоа беше Харвард, Бостон, Сан Диего и Вашингтон, и тоа е еден дел од моето CV, кое што морате вие се без лажна скромност не може да не го... Кирил Петков и Асен Василев беа на Харвард. Да, на истата школа беше Костас Бакојанис, тоа беше Джон Фиджералд Кенеди School of Government, GFK. Таму е Алексис Ципрас. Бил присутен и наши политичари, биле и грчки политичари во голема мера. Потоа сум бил, кога веќе ме прашувате, во тој меѓународен дел.
еден од главните мои моменти беше представник во Женева Центарот за безбедносна политика, каде што сите раководители, сите представници од земјите беа на амбасадорско ниво. Јас бев од Македонија, каде што стекнав едно големо, условно кажено, меѓународно... Врз база на тоа искуство, да. може ли да процениме каде ќе се движи Балканот? Ако евентуално на избори во Америка победи Доналд Трамп, тој на крајот на неговиот мандат сакаше да реализира политика на поделба на Косово. Да. Северно. Тоа го познаат и имам контакти кои што го кажу. Затоа Косово и Србија имат амбасада во Ерусалим и двете држави беа на раб, тогаш беше на раб пред подпишувањето, меѓутоа што го кажувате за Вучич, Вучич според мене е тотално западен играч, овој раст на Србија што се стварува. Си ги лажи србите. Па сега видите, јас не сум тоа ниво што треба да кажам дека си ги лаже, меѓутоа неговите односи со Хил се многу сериозни, неговото влијание за помош на Србија да се издигне на ова ниво на кое што е многу присутно. И тоа морам да кажам дека ги оствари. Одат колите од Косово во Србија со табличките, одат од Србија во Косово, одат. Бев сега пред некој ден во Србија, косовски автобуси, авионите на Ер Србија се во Приштина. Така да малте француско-германскиот предлог е речиси остварен. Договорено е во Охрид тоа. Сега тоа вие сте го кажувале пред 5-6 месеци тоа, сега треба вие да бидете скромен, сега јас треба да кажувам, сте ги кажувале вие тие. Уште малце Вучиш да го пофалите. Нема на стадион да се сликате. Во свечена ложа, на Црвена звезда. На Црвена звезда, јас сум работел со тој клуб, значи и него фалам Вучиш, само кажувам дека не е точно дека Вучиш не е прозападен. Во момент ако победи Трамп, сега тамо се работите, знаете, клацкалица, па му извадија не само афера, тука е осуден 34 точки на оној случај со на Сторми Даниелс. Прв председател. Пресудата ќе биде изречена почетокот на јули. Важно на ММА оди да го гледа Пориер со Макачев, ама загуби Пориер. Се рекела тамо со Хабиб Пориер, со Хабиб, па му ветува дека ќе ја прекине војната во Газа. Па и тој, па сега нема, па со Трамп таму. Добро, ама му загуби Пориер. Ако Трамп победи, Ричард Гренел, кој беше амбасадор на Америка во Бон, односно во Берлин, во Германија, па го враќат, е советник на Трамп и подосна координатор на сите служби во Соединетите американски држави, тој, негова стратегија, и е близок до Александар Вучич, се залага за поделба на Косово. Вучич тоа го чека. Во моментот кога ќе се влезе, ако победи Трамп, ако ние немаме француски предлог, се федерализира Македонија. Ма тоа на сите ни е јасно. Еве, вие како некој што ги поминал тие школи, кој е вашиот став околу тоа? Па мислам дека ќе го знае ова Мицковски, ќе го помине францускиот предлог. Мислам. Ако не го помине, влегуваме во ризик. Колку средби на поранешниот градоначалник на Атина, синот на Дора Бокојани, има со косовското раководство, со косовските структури? Го отворив јас тоа прашање на една телевизија, ми беше чудно што никој во Македонија тоа не го регистрираше. Не чита. Дали не читаше, дали тој беше представник во Светска банка, работеше во Светска банка во Приштина, но има неколку средби со градоначалникот на Приштина, каде што почнува тоа нешто што не им се допаѓа на турците многу, почнува тоа српско-албанско, српско-косовско, условно кажано пријателство, кое што е многу специфично, кое што на 1 јануар резултираше со укинување на визите. Не само тоа, Дора Бокојани, Советот на Европа, и не само тоа, резолуција за отвара Косово. неколку паркови во Тирана и тоа е еден момент каде што Грција ја покажува сериозно својата улога на клучен стратешки играч, во кој што ние сега не јас сега да кажувам, видете сега, јас таму сум имал многу контакти и немало некој да каже, да ме повика, да каже. Ми не е ни битно ме повикале мене, нема врска. Не сакав да ви кажам дека во други ситуации, во други констелации, знаете кај вас ве викат? Користат овие... Знаете кај ве викат? Ве викат да се карате за албанците. Да, ама... И тоа ве викат на овие дебатни емисии. Да, ама видете да ви кажам, јас ги трпам многу и не невистини што ви кажувате, него усмерување, веројатно... Невистини? Само ве цитирам. Не, видете се, можете
можете да цитирате, цитирањето е најнеблагодарниот дел од веќе можете да одберете. Ако вие не напишете нешто, јас нема што да ви цитирам. Прво, пишувањето на Фејсбук може да биде дрндовки, секој пишува на Фејсбук. Вие уствари сте се зафркавале, така? Не, значи сте мислеле, значи вие уствари не сте идеолог, туку се остварило нешто за кое вие не сте се залагале. Па не можам јас тебе да се наречам идеолог, меѓутоа дека сум кажал многу сериозни работи, сум кажал, сум горд на тоа и стојам за тоа, освен за делот кој што не го кажувате за европската иднина. Ами добро, вие кажавте 5 пати. Ама вие не повикавте да се гласа за европска иднина. Вие се повикавте да се гласа за партијата која е помокна. Кај македонците, за да не ги доживуваме бруки, за да не ни се смеат, за да не паѓаме како нација. И таа партија рече дека, или лидерот на партија, дека е тој начело на таа партија, нема да биде усвоен француски предлог. Тука па зашто? Како повикавте да се гласа, а се викате, ама вие не кажувате, бидејќи јас се залагам за Европска унија, вие се злагате. Па што не повикавте да се гласа за Европска унија? Кај да повикам? Па кој сум јас да повикувам? Па на Фејсбук, што повикавте за другите. Па сега ќе напишам, кај да повикувам? Повикувам сега да повикувам Европската. Ајде не се враќаме тамо. Ајде. Идва излеговме. Под радарот, тоа што не огледаме зад планината, оди еден процес на затоплување на односи Грција-Турција. Која се сеќам некаде пред 15-20 години, кога Дора Бакојани како градоначалник на Атина дозволува да се гради џамија во центарот на Атина, Николаус Грилакис, големиот шеф на грчко разузнавање, кој во кумовски релации со фамилијата Мицотакис, со стариот Константин Мицотакис, јавно излегува и ја напаѓа Дора Бакојани, бидејќи дозволува градење на турска џамија во срцето на Атина. Декември минатата година, значи пред 6 месеци, Реджеп Таип Ердоган има 4 пати се сретна во 6 месеци. Во 6 месеци. Рекорд на но е во Атина. Да. Го затвараат патот. Ердоган се заминува, делегацијата на Ердоган, значи на затворено е автопат Атина Солун, доаѓаат во Солун да се поклонат во спомен куќата кај што е роден Кемал Ататурк. И ние тоа не го гледаме. Минатата недела Албин Курти на средба со Реджеп Таип Ердоган во Турција, а ви имате вакви процеси, да речеме сега во Атина, Зоран Заев, кој што е со Ципрас на 5 или 6 години од Преспански договор, градоначалникот на Атина и градоначалникот на Истанбул. Видите, тоа се процеси кои нас не се случуваат под радарот, кои ние не ги гледаме, кои треба да ги детектираме, кои се многу битни за ово јужно крило на НАТО. Не сме доволно подготвени. Видите Грција како успеа од рапна војна со овие кога беа ископините во морето, кога беше на рапна војна со оние грчки острови, француските, италијанските компании, американските кои што беше на рап, веќе дефинитивно на рап, одеднаш се превртува целата ситуација, бидејќи Грција е позната по својата дипломатска моќ, нели, застануваат зад неа и неколку арапски земји како Египет, на пример, во целата таа констелација таму, па источен Медитеран, и успеваат од ситуација повторно на предвојна да се доведат во ситуација на едно создавање на лоби кое што Грција и како успешно го прави и спрема Турција, и спрема Албанија, значи и спрема Албанија и спрема Косово, а ние некако навистина би се сложил последно што би требало да направиме да ги влошуваме односите со Грција, па и со Бугарија, колку и да не боли тоа. Според мене патот е само во напредниот свет и во најмокната алијанса на денешниот. Ако вие велите, албанците се мокни, така? Па не велам јас, цел свет вели. Ма добро, јас се цитирам тоа што вие велите. Ако албанците се мокни, а ние сме слаби народ во градација. Добро, конечно дојдовме до тоа што ви благодарам што ја кажавте вистината што е основата, малку тргнавте. Добро, така. Не, јас само ве цитирам што кажувам. Така е, така, тоа го кажувам. И ако таков народ во стагнација, да не речам во регрес, се конфронтира со бугари, со грци, само со србини не се конфронтира, бидејќи тоа е 70-80 години едно влијание суптилно од Белград во Република Македонија, тогаш народ кој се конфронтира со бугари, посебно со грци, а е послаб, како што велите, во сопствената држава од албанците, кој е днината на тој народ? Само Европската унија да го преземе и да изнаоѓаме лидери кои што ќе бидат силни и на национална основа, без да навредуваат други,
без да уништуваат други, да ја градат силата на нацијата во рамките со модерниот и со силниот свет, кога може еден Хабиб Нурмагомедов, кој што е никој и ништо во политика, да оди да се поздравува таму со Трамп, можно е ние да најдеме начин да ги изнајдеме своите лидери кои што ќе морат да се изнедрат од едно подимје. Само тоа. Може ли за крај, ке во оставам колку ви треба време, да ми искоментирате овие два наслови на интервјуа кои вие ги имате споделено на вашиот Facebook профил. Васил Топуркос е 2005 година. Од Западен Балкан ќе се изроди голема Албанија. Западен Балкан сега е сведен на Опен Балкан на некој начин, скратена некоја варијанта. Дали од Опен Балкан или од Западен Балкан ќе се изроди голема Албанија? Те ќе ми дадете да кажам? Да, сега колку сакате. И после за Љупчо Ѓорѓевски. За Љупчо Ѓорѓевски. Тоа. И да завршиме. Васил Топурковски сме некако фамилиарно поврзани, не е ни битно сега. Како во овој момент не сакам тоа да го Вие сте од Егејска Македонија. Да, јас сум од Егејска Македонија. Сега во тој момент не е битно. Ја остави својата кариера допринесувајќи за Македонија и жртвувајќи се по две изјави. Едната изјава беше дека треба да станеме што е може како председател, комуницирајќи со Алојз Мок околу потребата за решавање на проблемот со Грција, уште тогаш кажувајќи дека треба да станеме Северна Македонија, колку побрзо станеме. Не беше Северна Македонија. Не е имаше многу имиња, но тогаш остана по ударот по кој што беше запамтен, бидејќи прв си го жртвуваше својата политичка кариера за тоа. Ударот од Стојанандов. Веројатно. Кој Никола Клусев го обвини дека имал комуникација со Милошевиќ пред референдумот. Така, утре са бајка американски играч, никаков Милошевиќ, Васил Топурковски. Не, Андов. Клусев го обвинува. Така. И второто, Стојанандов. неспектакуларната историската изјава за историски договор на македонците и албанците. По тоа овој човек остана запаметен дека од еден од најмокните луѓе во Југославија во овој момент е фрлен за жал на уништето на маргините. Може ли уште една работа на Топурковски да ја кажа? Еве сега. А тоа е заложбата за конфедерација помеѓу Македонија и Грција. Ова од Западен Балкан ќе се изроди голема Албанија, значи дека уште во тоа време, кажувајќи дека воколку не тргнеме по западниот пат безусловно, тоа што го кажувам и јас, останувајќи во српско-албанскиот комплекс, е природно надвор од европските механизми да се изроди голема Албанија. Ова добро што сте го извадиле и треба посебна емисија да викнете политичари, да викнете аналитичари, дали наредниот или понаредниот да викнете аналитичари да го изанализираат како дојде до Отворен Балкан, зошто е дојдено до Отворен Балкан и што со ова Васил Топурковски сакал да каже. Може ли јас само не коригирам? Да. Опен Балкан е сега не албанско-српски, косовско-српски проект. Да. Пошто Еди Рама и Албанија се извлекоа од Опен Балкан. Ние немаме сега Тиренска платформа. Ние сега имаме Приштинска платформа. И тука е она што македонците не огледа. Приштинската платформа е платформа на менување на граници и на редефинирање на државните устройства на одредени... Другото? Се согласувате? Да. Фала Богу, да се согласиме со нешто. Второто е Љупчо Ѓорѓевски. Љупчо Ѓорѓевски, Македонија ќе беше подобра држава ако трампавме територии и население. Љупчо Ѓорѓевски си обележа својата, сега морам да го кажам, уште 5 минути само. Колку ви треба? Љупчо Ѓорѓевски ја обележа својата кариера со изјавата дека требаше да направиме 2001 година размена на население. Вие согласувате? Дека треба да имаме размена? Кажете Соравија, дечкото, внукот на Али Ахмети, кога го обвинува, еден од елементите кажа дека никогаш нема да ја прифатат тезата на Љупчо Ѓорѓевски, дека не ја прифатиле, дуи не ја прифатила тезата на Љупчо Ѓорѓевски околу размената на населението, со тоа што, нормално дека, како што вие викате, дека јас ги преувеличувам албанците и нивната мок, не е преувеличување. Тие никогаш не се согласија дека
Македонија треба да ја видат како поделена, затоа што знаја дека внатре тука имаат поголема сила и поголема мок. Љупчо Ѓорѓиевски оваа изјава никогаш не ја да објасни до крај. Дали беше негова, што тоа точно значеше, дали беше на Ману и на Ѓорѓи Ефремов, дали има документ за тоа, дали има пишан документ каде што е тоа предложено, кој се согласи. Знаете, историјата ќе треба никогаш да одговараме на овие прашања. Ако не влеземе во Европска Унија, ние како идно малцинство, кој што имам право тоа да го мислам, што вие не седете, ние како идно малцинство, ако не влеземе во Европска Унија, некој на наредните генерации ќе треба да им одговори. Зар него ли предвидовте ова? Нели имавте демографски податоци? Нели знаевте до што ќе се доведе? Зошто не станевте Брисел да ја води играта, бидејќи како дел од големото семејство? За да не станеме малцинство, да, во рамките на големото европско семејство, кај што се сите малцинства треба да поделиме Македонија, бидејќи само во поделена Македонија кај што има албански и македонски дел, ние во македонскиот нема да бидеме малцинство. Тоа е ваше став. Не, јас сакам да кажам дека воколку се залагате за унитарност на државата, тоа повеќето се залагаме, тогаш во унитарна Македонија треба да бидете свесни дека другата етничка заедница станува поголема и ќе стане доминантна. Вите, има еден доминантна, што ние тој дел не сакаме да го слушнеме. Тешко ни оди, не влегува во ушите. Мислиме дека ова е уште 1950 година. Вите, Генчов, вие сте управо кој велите дека јас не си правам маркетинг на тоа што кажу. Да. И дека тоа не го потенцирам. Да. И она теза дека ние треба да избереме помеѓу рамковна и дејтонска Македонија или нешто над дејтонска, еден заеднички пријател веќе ја баштини како негова теза и почна да ја кажува по интервјуа и по емисии. Македонија е на раскрсница. Што не е битно СДСМ, ВМРО или било што. Ова е клучно во кој правец ќе се движи Република Македонија. Јас и вие сме од Егејска Македонија. Тамо како деца не ни пееле песни за Александар Македонски. Ама не ни пееле песни ни за Васил Чакаларов. А тоа е село до моето село. И во Егејска Македонија, кај што се најголемите битки во текот на Илидинското восстание, бога ми најголемите битки во текот на Втората светска војна, само тоа не се учи во македонската историја, кај што македонска егејската бригада учествува во ослободување на Битола, а учествува во главните битки во Западна Македонија. Ние сме учеле некоја погрешна историја, врз база на погрешна историја водиме и погрешна стратегија за едината на државата. Васил Пурковски бил македонец од Егејска Македонија, сум го масакрирал и ми е жал што сум го масакрирал во одредени интервјуи, сум го масакрирал на други теми. Толку би сакал... не станал. Па едва ја остана. Толку би сакал сега да е во кондиција да дојде да не ги објасни овие работи, вие немате представа. Колку јас би бил среќен да дојде, само би му поставил прашање, би станал кафе да варам и не би му поставил ниту едно подпрашање. Следното интервју, кога ќе дојдете и вас нема да ви поставам подпрашање, само ќе оставам да зборите. Сега 6 години сте биле. Надевам дека ги исполнив критериумите на емисијата. Машки издржавте. Во еден момент мисля ќе станете, машки издржавте, јас можам само да ви честитам. Фала многу, господин Генчов. Многу работи кажате. Следното интервју нема да чекаме 5 години, ќе биде последна година и ќе говориме за суштински работи. Делот на разузнавање на школи што сте учели и што сте правили. Добро, имам доста што да кажам, ви благодарам на поканата. Задоволен ли сте? Задоволен сум, иако имам беше тешко, беше тешко, имам интересни ставови кои што бараат простор и концентрација, но добро е да се извежбам и на ваков тип. Кој што имале толку дебатери на Канал 5, сте имале толку дебатери на Канал 5. Да. Овде малце потешко беше. Малце повеќе потешко. Малце повеќе. Фала многу. Ви благодарам, фала. Ви реков тврдо интервју. Јас сакам вакви интервјуа. Интервјуто го носите до точка на вриење, подосна малце го ладите, кажувате многу битни работи, разменувате ставови околу клучни прашања, во одреден момент станува тензично, во некој друг момент малку ја спуштате топката, се 80 минути одлично интервју, останете со нас, вторник 20 часот и 30 минути емисија за мембари, недела ново интервју 22 часот, до тогаш вторник и недела пријатна вечер Македонија, каде да си.